Со песни, цвеќење и ветувања на најмалите пионери дека ќе го следат патот на маршал од Сојузот на Титови леви сили пред Скопската гимназија Јосип Броз Тито го одбележа 25 мај денот на младоста и роденденот на првиот човек на бивша Југославија. Председателот на партијата Слободан Унгриновски заминал во Белград, каде што се одржува централната прослава на која секоја година се собираат представниците на 6 бивши југословенски држави. Пред Скопската гимназија членовите на партијата го прочитаа текстот на штафетата, кој е испратен во Белград и ги потсетија присутните на нивната идеологија. Во догледно време, кога би дошле на власт, ние не градиме социјализам оној што е порано, него социјализам во 21. век. Со тоа што и приватен капитал може да се дозволи, и странски капитал може да се дозволи, али да биде тоа све во рамки на законот на државата. На прославата беше присутен и првиот македонец, кој му ја предал штафетата на Тито. Го одбрале затоа што бил активен младенец и учесник во народната ослободителна борба. Што проблеми, најголеми проблеми имаш, друже Тито, ти сега почна си врховен командант и председател на голема Југославија, вика, па да ви кажем, вика, имам проблеми со некои, вика, млади, вика, што не мислат добро за Југославија, сакат да се одвојат. А ја им викам, немојте бе деца да се одвоите. Ако се одвоите, неќе да имате јака армија. Потоа ќе се степате за мориња, за граници. Од присутните поддржувачи на ликот и делото на Јосип Броз Тито имаше забелешка дека на Тито не му е дадено признание за придонесот што го направил после големиот земјотрес во Скопје. Да се спомнува Тито како човек кој што на 27. јули го донесе Хрушчов, најголемиот председател на една најголема држава во светот, Советскиот сојуз, и пешки го прошета целиот центар, а овде е епицентарот, пошто Слобода, на земјотресот. Пред споменикот на Тито положија цвеќе и жените на СДСМ од општина Карпош. Сојузот на борци, ако биле поканети и најавени, не присуствувале на прославата. Од Титовите леви сили беа зачудени за нивното отсуство.